Добра вечер во дневникот на КТВ, 30 јуни 2025. Пуштен во употреба експресниот пат Дреново-Фариш. Овој пат е од витално значење и за Кавадарци, Прилеп, Битола, Ресен и за цела Пелагонија, рече меѓу другото во своето обраќање премиерот Христијан Мицковски. Денес го пуштаме во употреба експресниот пат Фариш-Дреново во должина од 10,2 км со вредност од речиси 45 милиони евра. Проект што е директна инвестиција во развојот, безбедноста и иднината на овој регион, на државата, на секој граѓанин. Овој пат е од витално значење и за Кавадарци, и за Прилеп, и за Битола, и за Ресен, и за сите општини од Пелагонијата. Овие пари, како во минатото, по принципот како до сега, не завршија во нечии џепови, не исчезнаа во провизии, тендери и фиктивни договори, туку се тука пред вас. Во асфалтот во оваа делница, во реални, опипливи дела. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Почитувани присутни, денес Македонија се гради, чекор по чекор, делница по делница, проект по проект. Со честна работа, домакинска политика и меѓународни партнерства. Ја менуваме државата од темел. Овој пат, Фариш-Дреново, не е само обичен пат, туку тој е и порака. Порака дека можеме поинаку. Порака дека ако се сака, се може. И доказ дека Македонија нема да биде вечно во застој како што беше изминатите 7 години, туку цврсто граби на патот кон напредокот. Граѓаните имаат очекувања и ние тие очекувања нема да ги изневериме. Кога велиме ги градиме темелите на промените, тоа не се само обични празни зборови, тоа се токму проекти како овој, патишта како овој. Тоа се училиштата кои ги обновуваме, болниците што се реконструираат, тоа е новата економија, новата индустрија, новите работни места што се отвараат. И тоа е новото време, време на одговорност, време кога ќе градиме, наместо по принципот како до сега кога крадеа. Доаѓа времето на Македонија. Време на честна влада, јасна визија и видливи и мерливи резултати. Нека биде со среќа делницата Фариш-Дреново, нека служи на сите со години и децени и Бог да ни ја благослови Македонија. СДСМ заврши над 90% од патот низ Фаришката клисура. ВМРО ДПМН повторно се кити со туги перија, обвинија од опозиционата СДСМ. Со особено задоволство го одбележуваме завршувањето на патот низ Фаришката клисура, делницата на експресниот пат од Дреново до Градско. Задоволството уште поголемо заради огромната важност и исклучителното значење кој овој пат го има не само за Прилеп и прилепчани, туку и за граѓаните на Битола, Ресен и целиот Пелагониски регион. Горди сме затоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во својот мандат заврши над 90% од работите на овој проект. Завршени беа 2 тунели со вредност од околу 6 милиони евра, чија изграда беше исклучително сложена. Асфалтирани беа над 95% од скупната должина на патот. Изградени беа сите клучни конструктивни елементи: 21 мост, 11 потпорни зидови, 15 пропусти, 1 виадукт и 1 галерија. Патот долг 10,2 км со вредност над 33 милиони евра
најтешкиот и најкомплексен дел од трасата во Фаришката клисура го заврши владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа граѓаните добро го знаат, но што направи ВМРО ДПМН? Цела една година им требаше да го санираат проблемот со едно слечиште, да постават бетон во должина од десетина метри и делот, сигнализацијата и оградите. И онда неважното за нив, да се китат со туѓи перја и да се сликаат пред камерите, да го представуваат овој проект како свој. Но сепак, оно што за граѓаните е добра вест е дека патот е конечно завршен. Дека граѓаните од поширокиот Пелагонски регион добиваат целосно функционален експресен пат, важен за економијата, транспортот и безбедноста. Со одговорност и посветеност кон реалните потреби на граѓаните, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија многу инвестираше во различни капитални проекти, особено во патната инфраструктура. Експресниот пат Градско Дреново, обновата на патната делница кај Плетвар, патот од Прилеп кон Вештачкото езеро, почетокот на реализацијата на стратешкиот проект за изградба на автопат Прилеп Битола, како дел од коридорот 10D и слично. Им благодариме на сите вредни градежни работници, инженери, проектанти, на сите кои работеа и учествуваа во реализација на овој голем проект. Компанијата Кожувчанка денес го одбележа својот голем јубилеј, 30 години постоење со пиер настан во Стопанската комора, на која присуствуваа партнери, пријатели, новинари, представници од институции и деловни соработници од земјата и странство. Настанот се одржа по повод 3 децении успешна работа на Кожувчанка, компанија која од 1995 година израсна од локален производител во бренд со национално и меѓународно признание. Присутните имаа можност да слушнат инспиративни обраќања од водечките луѓе од компанијата, неизини долгогодишни партнери, како и представници од институциите. Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески ја имаше честа прв да се обрати. Тој ја потенцираше улогата на компанијата Кожувчанка како пример за успешно македонско предпријатие. Исто говореше и се осврна на одличната соработка помеѓу комората и Кожувчанка низ годините, потенцирајќи ја нивната заедничка заложба за подобрување на деловната клима и охрабрување на другите домашни брендови. Генералната менаџерка на компанијата Кожувчанка Јанинка Чупарковска во своето обраќање ја истакна благодарноста кон сите кои се дел од 30 годишната приказна на Кожувчанка, вработените, потрошувачите и партнерите. Тоа што не прави посебни и истрајни сето ова време пред се луѓето, нашите верни потрошувачи, посветеноста на нашите вработени, како и поддршката од нашите партнери и соработници. Таа се осврна на почетоците од 1995 година, кога Кожувчанка започнала со неколку вработени и еден производ, а денес брои преку 70 производи присутни во секојдневието на македонските семејства и пошироко. Исто зборуваше за постојаните инвестиции во производството, квалитетот и одржливоста, како и за извозните успеси на компанијата. Од скромен почеток на мојата фамилија, со неколку вработени и еден производ со истото име, во овие 30 години изградивме повеќе брендови и преку 70 производи кои се присутни во секоја фамилија. Кожувчанка денес не е само домашен бренд. Нашите производи се присутни и на странските пазари, гордо носејќи го македонскиот квалитет и надвор од нашите граници. Со силна дистрибутивна мрежа и со фокус на постојано подобрување, целиме кон уште пошироко меѓународно присуство. Маркетинг менаџерот на Синалко, долгогодишен стратешки партнер на компанијата преку брендот Синалко, зборуваше за исклучителната доверба и професионалната соработка која трае веќе 2 децении. Тој ја истакна Кожувчанка како пример за лојалност, квалитет и стабилен развој на локалниот пазар. Соработката со Кожувчанка не е само деловен однос, тоа е долгорочно партнерство засновано на доверба, визија и заеднички успеси. Вашата истрајност и интегритет се инспирација. На крај одговорот кажа за важноста на синергијата помеѓу локалните производители и глобалните брендови и ја најави подготвеноста од Синалко Интернешнл за нови заеднички проекти со компанијата Кожувчанка.
Градоначалникот на Кавадарци и сопственик на Кожувчанка со голема емоција зборуваше за почетоците на компанијата, визијата на неговите татко и чичко и патот до денешниот успех. Со голема чест и особена гордост ви се обраќам денес на денот кој е од голема важност за мене и мојата фамилија, 30 години од постоењето на Кожувчанка. Тој го најави и новиот бренд Аква Мила, природна изворска вода која го носи името на неговата ќерка. Со ова представување на нашиот нов производ пред вас сакам да и го честитам роденденот и на мојата ќерка Мила, по која е крстен овој бренд. Јанчев објави и планирана соработка со СОС Детско село со цел поддршка на децата и вложување во нивната иднина. Тоа е она на кое сум најмногу горд, на моето семејство, на компанијата и на луѓето партнери со кои секојдневно учествуваме во градењето на подобро општество за сите. На крај, Јанчев изрази благодарност кон сите потрошувачи, соработници и пријатели на компанијата. Се гордеам и сум благодарен на сите вас, наши пријатели и соработници, на нашите верни потрошувачи и на сите што веруваат во оваа наша приказна. Пред точно 3 децении, моите покојни татко и чичко имале визија, многу љубов кон природата Кожув. Тие представија основата на она што сме ние денес. Денес минералната вода Кожучанка слави 30 години како бренд. Се произведува и како функционална вода со два вкуса, а е прва на пазарот пакувана во лименка. Изворска вода пак е најпродаваната изворска вода во Македонија, полнета во екоамбалажа и сега достигнува во над 10 различни литражи. Капацитетот ќе се зголеми за уште 30 милиона литра, што ќе не донесе до вкупно 105 милиона литра производство на вода на годишно ниво. Денеска во Неготино се одржа консултативен состанок и обука за процесот на креирање политики на Министерството за труд и социјална политика од проектот ЕУ за развој на мали и средни предпријатија. Воедно беше представена и стратегијата за развој на мали и средни предпријатија 2025-2030. Целта на денешната презентација е да пред бизнисмените од Неготино, но и представниците на јавната администрација и другите организации ги представиме кои се основните приоритети на новата стратегија и на акцијскиот план во насока на каква е поддршката што државата пружа кон малите и средните предпријатија. Нашата цел е да ги примиме и коментарите, односно сугестиите од локалните бизниси, за да и тие работи бидат вклучени во самата стратегија и акцијски план. Целта ни е, бидејќи веќе претходната стратегија истече со важност, бевме ангажирани од страна на Европската унија да изработиме нова стратегија за мали и средни предпријатија, која што врз основа на акцијскиот план, после државните институции ќе си имаат секој од нив ќе си има годишен буџет за кој што ќе ги реализира активностите и мерките за поддршка на мали и средни предпријатија. Оваа стратегија и овој акцијски план навистина опфаќа една голем спектар на активности со буџет кој што до сега воопшто не бил предвиден со претходните стратегии, така да мислам дека покрај активности на национално ниво имаме доста активности за предприемачи на локално ниво, се со цел да се потикнат иновациите, предприемништвото и особен фокус даваме на женското предприемништво. Чест и задоволство е што Неготино се најде меѓу градовите во кои што се одржува консултативен состанок за обука и процесот на креирање на политики на Министерството за социјална политика, активност од проектот Европска унија за развој на мали и средни предпријатија и очекувам форумот да потикне плодна дискусија и од страна на учесниците да бидат презентирани издржани предлози кои потенцијално би можеле да бидат внесени во стратегијата. Предходно, почитуваните презентери пред вас ќе имаат своји обраќања и тоа господинот Игор Николовски, кој ќе говори за активностите од акциониот план за периодот од 2025 до 2027 година, од стратегијата за мали и средни предпријатија, а своја представа ќе има и професорот Радмил Поленаковиќ. Инаку непобитен е фактот дека малите и средните бизниси стануваат се поважни и поатрактивни во нашето општество
бидејќи представуваат места каде што се создаваат можност за нови вработувања, за разлика од улогата и местото кој порано го имаа големите фирми, од кои неголемиот дел се соочија со колапс и затварање. Предностите кои ги имаат малите и средни предпријатија се во можност да се формираат од мал број на вработени и со помал износ на парични средства како влог, со отворена и реална можност во иднина да се прошируваат и функционираат. Изразувам надеж дека согласно агендата за работа во делот на консултација и дискусија со присутните, представниците од приватниот сектор и другите институции и организации активно ќе се вклучат во дискусија со давање на сопствени предлози и иницијативи за развој на малите и средни предпријатија, кои пак во иднина потенцијално би биле вметнати во стратегијата. Општина Кавадарци во континуитет вложува во инфраструктурни проекти во руралните средини. Градоначалникот Митко Јанчев информира за сработеното во село Дабниште. Село Дабниште во изминатиот период, морам да споменам дека во изминатите 4 години доби многу инфраструктура, која што е инвестирана и поддржана од општина Кавадарци. Првично во село Дабниште се доби комплетен систем за водоснабдување, вода за пиење со над 140 приклучици и континуирано добиваат вода за пиење. Исто и комуналниот износ, односно смет, се изнесува преку јавното предпријатие Комуналица. Село Дабниште оваа година доби канализационен систем кој што претходно го немаше. Сите куќи се приклучени на канализација. И од самата канализација се направи и колекторски систем, збирен колекторски систем кој што излегува надвор од селото до фаза на прочистителна филтер станица. Воедно со заемот кој што го земавме од Маđарска преку владата на Република Македонија, општина Кавадарци имаше проект кој што го аплицира во владата и беше одобрен и веќе изведен и е во функција. Тоа е комплетна реконструкција на патот од Ресава до Дабниште, кој што беше во една завидно лоша состојба и беше прилично на некои места многу потесен. Се направи проширување и реконструкција комплетна. Негде се работеше околу 2 месеци, 25 милиона денари кошташе целата инвестиција, така да можем слободно да кажем дека село Дабниште исполнува сите услови за едно урбано село, каде што сите основни услови во делот на 21 век, од патна инфраструктура до канализациона и водена мрежа, комплетно е завршено. Не останува да овие села ги негуваме и одржаваме во делот и на хигиената, и во делот на износот на комуналниот смет. И сето тоа ни дава за право да кажеме дека во овие села веќе делумно заживува и туризмот, меѓутоа и многу луѓе, затоа се приградски села и близко до градот, веќе живеат во самите села и патуваат за потребите работни или сите други обврски во самиот град. Во Росоман се продолжува со интензивни градежни активности, се реализира проект за одводнување на Бавчите, но и за поставување на атмосферска канализација и асфалтирање на крак од улица Гоце Делчев. Продолжуваат градежните активности во општина Росоман. Еве денес се наоѓаме на крак од улица Гоце Делчев, односно на дел под местото викано Бавчите. Овде работиме на одводнување на Бавчите, односно преку атмосферска канализација, целата вода од Бавчите со дренажни цевки, но и со други цевки, целата вода од Бавчите ја спроведуваме до Црна река, односно главниот крак на атмосферската канализација која што ќе води до реката Црна. Ова е голем проект, капитален проект за Росоман. Знаат нашите сограѓани од Росоман дека Бавчите се под вода веќе многу години и ова е проектот со кој што конечно ќе го решиме тој проблем и ќе го одводниме овој дел, централен дел на Росоман. Голем проект кој што навистина е значаен за сите нас, но воедно решаваме и неколку проблеми со овој проект. Прво ги одводнуваме Бавчите, со тоа отвараме простор и за проширување на гробиштата, но и секако главната улица Гоце Делчев со овој потек ќе ја врзиме и на главниот крак до кој што ќе води до реката Црна, односно конечно ќе почне да функционира и атмосферската канализација на улицата Гоце Делчев. Овој проект е негде околу 10 милиона, кој што е финансиран најголем дел од владата со мало кофинансирање од општина Росоман. Овде покрај тоа што ќе се постави таа атмосферска канализација и ќе се одводни овој дел на Росоман, после тоа ќе следува и асфалтирање на овие улици кои се оштетени. Тука е Гоце Делчев, Страшо Пинџер улицата, се до кај што имаше и претходно асфалт. Така да навистина значаен проект за
Росоман и еден од моите главни ветувања, односно еден од моите најголеми ветувања. Одведувањето на бавчите е сериозен зафат кој што бараше многу време, многу работа. Мислам дека работевме повеќе од 3 години само на проектот за решавање на овој проблем и навистина сум горд што најголемиот дел од моите капитални ветувања пред изборите ги решаваме и ги исполнуваме пред граѓаните. Во Кавадарци денеска се реализира уште една успешна крводарителска акција во чест на Маријан Захарчев. Денеска, 30 јуни 2025, во организација на Институтот за трансфузионна медицина Скопје и Општинската организација на Црвен крст при Кавадарци, традиционално се организира крводарителска акција во чест на Маријан Захарчев со цел да го продолжиме неговото хумано дело. До сега крв дарува 25 крводарители, што е една задоволителна бројка. Ги покануваме сите кои што се во можност сакаат да даруваат крв да дојдат. Благодарение на сите граѓани што учествуваат во овој гест во чест на нашиот син за крводарителството. Тој беше крводарител? Тој беше крводарител, да, и за тоа 13 години. Па сега продолжи јас да. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Од СДСМ обвинуваат за хаос на онкологија. Пациентите со рак на бели дробови власта повторно ги остави без терапија, беше речено на денешната пресконференција. Состојбата во здравството е катастрофална и нечовечна. Владата на ВМРО ДПМН, Министерот за здравство и директорот на Фондот за здравство ги оставија пациентите со рак на бели дробови без терапија. Додека министрите заедно со уште по 5 до 10 луѓе од кабинетите патуваат на скапи службени патувања, пациентите со рак умираат во неизвестност без основна хемотерапија. На клиниката за онкологија нема лекови за пациентите со рак на бели дробови, ниту класична хемотерапија, ниту неопходна биолошка терапија, како што е лекот ерлотинип, кој е недостапен на клиниката од средината на мај. Скоро месец и половина пациентите се оставени без лек. Ова не е бирократски пропуст, ова е загрозување на човечки животи поради неспособност на актуелната власт и директорот на Фондот за здравство. Министерот нема поим што се случува. Мисли дека лековите се пристигнати и продолжува да се бави со криминалниот проект на неговиот предходник за тендерот за паркинг места. Директорот на Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија признава дека понекогаш не достигаат лекови, но никој не превзема ништо. Како може во 2025 година со сите ветувања дека ќе се надмине проблемот, онколошките пациенти да останат без терапија? Како држава членка на Обединетите нации и подписничка на здравствени повелби, дозволуваме лекот кој е на листата на основни лекови на Светска здравствена организација да не е достапен. Каде се парите од Фондот за здравство? Зошто нема итен план кога пациентите зависат од лекови за да преживеат? Бараме владата на ВМРО ДПМН, директорот на Фондот за здравство Клековски и новиот министер за здравство уште денес да ја обезбедат неопходната хемотерапија. Министерството за здравство јавно да соопшти каде е проблемот и кој ќе сноси одговорност за оваа хумана катастрофа. Потребно е итно и долгорочно решение за непрекинат третман за сите пациенти. И конечно, одговорност. Здравството не е трошок. Тоа е обврска. Затоа не прифаќаме молк. Не прифаќаме празни ветувања. Одговорност мора да има. Завршија празните ветувања на полето на животната средина, ВМРО ДПМН ги гради темелите на промените во животната средина. Пресконференција на владеачката ВМРО ДПМН. Со новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, завршија празните ветувања на полето на животната средина и почна реализација на ветувањата кои ги дадовме пред граѓаните. Направена е стратегија за 20 години со која идните влади, без разлика која политичка партија ќе ја предводи владата, ќе има национална стратегија за тоа во кој правец ќе се трасира државата во овој поглед.
Целта е Македонија да помине низ зелена енергетска трансформација. Откако само на хартија и исклучување на тендери и договори, минатата власт не успеа да се справи со аерозагадувањето, за разлика од нив, владата предводена од ВМРО ДПМН почна со чекори кон справување со истото. Направен е план за почист воздух 2025-2030 година, со кој владата се залага за промена на системите за грејење, за кое се издвоени 10 милиони евра. Набавка на 6 екоавтобуси кои веќе транзитираат низ главниот град, како и набавка на додатни 120 електрични автобуси за потребите на граѓаните на Македонија. За да дојдеме до почист воздух, се планира изградба и на пречистителни станици, една во Скопје и една во Битола. Зајакнати се инспекцијски мерки и локални планови за загадување на PM10 и PM2,5 частиците. Во делот на заштитена и почиста животна средина, како и почист воздух, одвоени се 55 милиони евра за изградба и модернизација на регионални системи со цел изградба на нови и санација на постоечки депонии, трансфер станици и центри за рециклирање. Во однос на ова имаме направено и национална стратегија за управување со отпад 2024-2036 година. Ги заштитуваме националните паркови и природата, ја зголемивме заштитената површина на речиси 14%, како и прогласување на националниот парк Шарпланина и подготовките за Јабланица. Една година животната средина ја заштитуваме и прочистуваме. Една година на нови стратегии и мерки за почист воздух. Една година на реализации. Граѓаните заслужуваат почиста и поздрава животна средина. Ги градиме темелите на промените. Доаѓа времето на Македонија. Извештајот на Европскиот парламент ја има најлошата оценка за Македонија во последната деценија и тоа по заслуга на ВМРО ДПМН, рече председателот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција. По една година влада на ВМРО ДПМН, резултатите од работењето и политиките кои се носат јасно укажуваат дека владата и премиерот Мицкоски целосно го имаат напуштено патот кон Европската Унија. Ова говорат сите факти во однос на реформите, за кои не се задолжени ниту Бугарија, ниту Грција, туку самата влада. Ова го гледаме во извештајот на Европската Унија, кој јасно ги детектира сите проблеми кои ги создава владата, а СДСМ цела година ги посочува и укажува за тие проблеми во јавноста. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени, истовремено владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот од 52 милиони евра од планот за раст на Европската Унија. Министерство за економија нула реформи, Министерство за правда нула закони цела година, Министерство за енергетика нула проекти, еден закон кој што на крајот со амандмани е направен спротивно на препораките на Европската Унија, Министерство за дигитализација единствено тоа, и тоа се реформи кои што се практично подготвени во наше време и сега нешто успеа да испорачаат. Огромни суми на пари достапни од ЕУ не се искористени, што од неспособност, што од немање интерес на оваа влада. Очигледно е дека повеќе се интересираат за скапите кредити наместо за бесплатните средства кои се поддршка за реформите, кои ги бараат граѓаните. Имаме историски најслаба реализација на тие реформи, што јасно укажува дека реформи со оваа власт во држава нема да има. Понатаму, новиот извештај на Европскиот парламент е практично најлошата оценка што нашата земја ја добила изминатите повеќе од една деценија. Во извештајот јасно се посочува загриженост за нападите врз новинарите, мизогинија, неказнивост и се поголемо ширење на омраза и дезинформации. Кога пред неколку месеци јас јасно порачав дека оваа влада храбро чекори кон авторитаризам, тогаш премиерот се чудеше
прашуваше зошто, еве зошто сега и Европската унија тоа го коментира. Понатаму, особено опасно тоа што представници на владата поддржуваат идеи и концепти кои што се практично антиевропски. Ова го нотира извештајот преку формулацијата дека владата поддржува така наречен српски свет, а Европската унија го осудува присуството на средби и состаноци на кои се кројат планови за воспоставување на сфери на влијание и поткопување на суверенитетот на други земји и стабилноста на регионот во целост. Продолжуваме со спортот. Македонија засега со 5 машки представника во европските ракометни купови. Тиквеш по автоматизам би требало да добие место, бидејќи Алкалоид го освои европскиот куп. Според пишувањата на еден спортски портал, Македонија засега ќе има уште еден тим кој ќе игра во Еврокуповите, бидејќи тимот на градскиот ракометен клуб Тиквеш ќе добие сигурно место во ЕХФ Европскиот куп следната сезона, согласно регулативите на Европската ракометна федерација. Всушност, според овој портал, бидејќи Алкалоид го освои ЕХФ Европскиот куп, нашата држава по автоматизам добива уште едно место на ЕХФ Европскиот куп, а ГРК Тиквеш како најдобро пласирана екипа во Суперлигата што нема освоено место во Европа, доби право да се пријави во ова надпреварување. ГРК Охрид ќе биде најдобро рангираниот тим од Македонија во ЕХФ Европскиот куп, а вајлд карта би можел да добие дури и тимот на Бутел од Скопје. Европската ракометна федерација на 8 јули ќе ги објави учесниците и ранг листите за ЕХФ Европската лига и ЕХФ Европскиот куп. Благој Димитриев следната сезона во дресот на Тиквеш Голден Игала. Преодниот рок за кошаркари во Македонија засега поминува мошнетивко, но за домашниот пазар нема чекање. Трансфер периодот за македонските кошаркарски клубови ова лето поминува мошнетивко. Иако новото првенство треба да почне дури во октомври, сепак некои наши клубови ќе имаат обврски многу порано во АБА-2 лигата или во некои други европски куп надпреварување. Затоа, барем за тие екипи, потребно е брзо екипирање на играчкиот кадар, а на оние на кои им останува само настап на домашната сцена, чекаат опции на пазарот. Екипата на Тиквеш Голден Игл за новата сезона во првата машка кошаркарска лига на Македонија се засили со Благој Димитриев, кој во Кавадарци доаѓа од редовите на кошаркарскиот клуб Феникс. Се работи за кошаркар кој може да ги покрие центарските позиции, а треба да представува одлично освежување во редовите на Тиквеш за новата сезона, кога домашниот дел од ростерот е во прашање. Кавадарчани минатата сезона не се пласираа во плејофот и преку плејаутот обезбедија опстанок. Eurofarm Пелистер ги дозна противниците за ракометната лига на шампиони. Во првото коло во Битола доаѓа ПСЖ, а во второто коло битолчани ќе гостуваат на Барселона. Трета година поред, дел од Лигата на ракометните шампиони ќе биде и македонскиот шампион Eurofarm Пелистер. Освојувачот на македонската ракометна Суперлига втора година поред побара и доби валд карта за елитното европско надпреварување, па одново ќе се бори со најдобрите екипи на континентот. Европската ракометна федерација во своето седиште во Виена ги извлече групите за Лигата на шампионите, но македонскиот шампион немаше некоја среќа со жрепката, бидејќи се најде во друштво со оние најдобрите. Eurofarm Пелистер се најде во групата Б и ќе се судри со
европскиот првак Магдебург, гигантите Барселона и Пари Сен-Жермен, полскиот првак Висла Плоцк, како и силните екипи на ГОГ Гудме и ПИК Сегет, но и добро познатиот ППД Загреб. Во групата А се најдо екипите на Алборг, Фуксе Берлин, Веспрем, Кјелце, Нант, Спортинг Лисабон, Динамо Букурешт и Колштад. Минатата сезона, по групната фаза, пелистерци се простија од надпреварувањето со 8 бода на 7-та позиција во тогашната група А. Стартот на новата сезона во Лигата на шампионите е закажан за 10, односно 11 септември, а групите ќе се играат се до 11, односно 12 март. На стартот во првото коло во Битола доаѓа Пари Сен-Жермен, а во второто коло Пелистер ќе и гостува на Барселона. Утре сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер, долж поврдарието повремено засилен од северен правец, температурата до 38 степени. Температурите ќе бидат во постепен пораст, особено од четврток и за време на викендот, кога дневната температура ќе достигне до 40 степени. Го гледавте дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.